Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Сонцето зајдуваше. Потуваше како фрлена топка која ќе падне во бунар. Летното ветренце носеше многу нешта во сечи живот. Ги спојуваше луѓето. Ја спојуваше природата со човекот. Ги спојуваше природните и неприродните појави. Младиот човек како да ги чекореше последните чекори од својот секојдневен живот, за кој дотогаш не обрнал внимание. Поминуваше токму покрај куќата на мистериозната жена и кога одеднаш ветрето пред неговите нозе прилепи лист хартија на кој пишуваше. За неа животот беше песна. Се присети на озборувањата за листовите хартија кои прилетуваа од неопределени страни. Да, за листовите хартија кои мештаните ги наоѓаа расфрлани во блиската шума. Во истиот миг не се двоумеше ни секунда и ја турна старата порта. Влезе во дворот. Ја загледа неа, мистериозната жена, подпрена на зидот. Имаше прекрасна, долга, блескава, кадрава коса. Ветрето и ги прилепуваше крајбите од косата на лицето кое беше магловито, привидно, како сенка. Дали тоа беше од незината убавина или од нешто сосем друго, тек тук се покажуваше. Народот зборуваше за проклетството да живее сама, меѓу 4 ѕида, а всушност никој не знаеше што се крие токму позади тоа тело, тоа лице, таа душа. Реткост беше да проговори со некого, да изусти макар еден збор, како другите би го знаеле звукот на незиниот глас. Озборувањата се збогатуваа со приказни за некоја девојка, која својата мудрост ја пишуваше на лист хартија, со писмо од позната и непозната азбука. Се веруваше дека оние кои прочитале дело тоа писмо се менувале преку ноќ и го напуштале селото. Причината за тоа никој не ја знаеше, се додека никој не се осмели да го напише, поточно кажано да го препише она што го напишала таа. Таа причувствуваше дека некој ќе влезе. Младичот без покана седна на дрвениот стол, блиску до неа. Настана тишина која дозволуваше да се слуша ветрето како струи меѓу незините зборови и неговите прашања. Животот е како прашина. Ки ја избришеш и ете, гледаш повторно се создала. А што ја создава прашината? Ветрето, мешањето на воздухот. Ете, тоа ја создава. Воздухот создава живот. Со милозвучен глас таа проговори. И навистина, на некој начин се криеше некоја мистериозност во незиниот глас. Младичот скаменот од вибрациите што ги испраќаше таа, од незините зборови, се оддаде на непознатото. Помакар и да е чудна, сакам да поминам дел од времето со неа, си помислуваше во себе.
Времето поминува како сполавено. Часовникот само отчукува без никаков сомнеш, ни желба да забави. Исто како да сака да каже дека на тој начин се исхранува, дека колку побрзо времето поминува, толку е позаситен и позаситен. Продолжи таа. Секогаш си го поставува прашањето дали има некој кој може да зборува со времето. И ако има, кој е тој? Постои ли некој кој може да го предскаже времето? Кој е тој што го измислил и го турил во кашата наречена постоење и времето го ставил како зачин кој ќе го одредува вкусот, а во случајов изминатото и преостанатото време? Секој или се што е овде, на ова тло, во овој воздух, лизнува од таа каша и го поприма незинот вкус, а со тоа во својот желудник го вари зачинот именуван како време. И така, му се вбризгува во крвта и му дава отисок на кој е отпечатен часот на почетокот и крајот. Младичот ја гледаше вчудо невидено. Цртите на лицето го издава. Таа забележа дека му е потребно време да размисли, да склопи некоја реченица и да каже нешто во тој контекст. Убав е погледот од овде, таа продолжи. Се гледа цело езеро. Кога гледаш, чиниш сета абстрактност на светот е слеана во него. Ти доаѓа да летнеш и да лебдеш над него и да го гледаш во неговите длабочини. И каде што е подлабоко ти се чини дека таму во длабочините има нешто што е твое. Во неполн миг му го одвлече вниманието и го стави на друго место на животната шаховска табла. Ги обликуваше своите образи во некоја притаена и за него очекувана насмевка и со испрекинат глас одговори. Да, во право сте, убаво е езерото. Понекогаш посакувам да лептам, но дали е тоа возможно? Секој би помислил дека размислувам како дете, дека го посакувам нереалното, абстрактното, но што да правам кога едноставно таква сум по природа? Постојано се борам со своите мисли, дали тоа треба вака или онака, дали размислувам за она што е безсмислено или смислено и така од време на време лутам, па затоа можеби сакам да лебдам. Вака барем сум блиску до езерото што веќе не можам да лебдам над него. Мислите некако чудно ми доаѓаат и составувам чудни реченици. Не знам од каде, но тоа ми доаѓа некако природно. Поради таа природност многу пати сум била сваќана и толкувана неприродно. Ја погледна со некој необично чист и прозрачен поглед ја запраша. Не знам дали ќе го разберете моето прашање, но што е природно во животот? Природно е ли да се биде неприроден? Тоа неприроден го изговори скоро нечујно, како да имаше некоја несигурност во дефинирањето и одбирањето на вистинскиот збор. Очекуваш долг и сложен одговор на ова прашање, нели? Се насмевна, а со таа насмевка изгледаше како самовила. Зошто мислиш дека се треба да биде сложено? Сложена ли е убавината? Доколку убавината е сложена, тогаш каква би била простата убавина? Убавината е убавина. Дефинирањето на поимите и нештата како сложени или прости не ги прави ни помалку ни повеќе вредни. Не ги прави ни помалку ни повеќе од она што се. Во секој жив човек има место за убавина, има место за сите добродетели. И дека секој маж, како и жена, може да биде се што ќе посака и дека она што ќе биде и она што е, зависи само од пронаоѓањето на Божието во себе. Има луѓе кои се срамат да живеат, се срамат од својата природност и неприродноста своја ја пренесуваат на друг. Зарем природно јас да те обликувам тебе и со тој лажен облик да те покажувам и прикажувам во светот? Зарем жената е едно, а мажот друго, поразлично духовно битие?
Немаат ли мажот и жената исто искаена духовна природа? Се одзвиваше незиниот глас. За момент ја заврти главата кон младичот и доврши. Зарем мажот и жената не се исто? Зарем не се една целина? Зарем не треба од каменот да создадат дух, од сонцето да создадат човек, од тревата да создадат живот, а од воздухот да создадат крв? Само очите му се мрда, откривајќи врска помеѓу убавината на се во тој простор и незината лежерност и леснина со која зборуваше, движејќи се кон него. Како совршено битие кое ги знае сите тајни на овој свет, на незиниот свет. Ослободителна мисла прострои во тој миг. Се запраша себе си. Што ќе правам јас тука? Дотогаш, животот му беше како на растегнато бело платно без ниту еден потек од четката на животот. Време беше да го наслика. Време беше да се зафати, да се создаде себе си. Елиезер